Истрагата на обвинителството за трагедијата во Скопското Афталиџе покажа дека двете жртви биле заклучени сами во станот пред да се случи настанот. По наредба на судија на претходна постапка, истражителите вршаа детален претрес на станот, што по вчерашниот увид остана запечатен. Во меѓувреме, таткото на девојчето и сопруг на загинатата е задржан на распит. Се истражува дали се основани обвинувањата од членови на семејството на мајката дека починатите долги години биле жртви на семено насилство, за кое се пријавувало. Според блиските на жртвите и покрај пријавите, никој од надлежните не презел ништо. Поради ова, обвинителството ќе ги проверува и постапувањата на Центарот за социјална работа и на полицајците. По наредба на судија на претходна постапка издаден е налог за детален претрес на станот. По извршениот увид, станот е запечатен и обезбеден. Во текот на денот се слушуваат повеќе лица. Се врши екстракција на податоци од мобилни телефони, како и обезбедување снимки од видеонадзор и други записници од неколку локации. Наредена е и обдукција на починатите. Починатата 31 годишна мајка се разведувала. Таа поднала тужба за развод пред неколку месеци, а минатиот месец брачниот пар бил викнат на разговор процедурален во Центарот за социјални работи. Министерството за социјална политика тврди дека имаат само една пријава добиена преку МВР за насилство неколку дена пред Нова година. Во моментот инспекција од Министерството проверува дали социјалните работници и психолозите од Центарот за социјална работа направиле некаков пропуст. Инспекцијскиот надзор е во тек, а по негово завршување Министерството транспарентно ќе информира јавноста за наодите и за понатамошните мерки. Министерството будно ќе го следи случајот и ќе преземе се што е во негова надлежност за да се обезбеди целосна одговорност и зајакнување на системот на заштита. Братот на починатата тврди дека потфрлиле институциите. Иако ми е тешко, сакам да се обратам во име на моето семејство. Денес се случи убиство. Денес потврли МВР, социјалните служби. Денес потврли целиот наш систем. После години на пријавувано семејно насилство, физичко и психичко насилство врз двете закани пријавувања, обид за убиство во сред државна институција ги загубив внуката и сестрата. Државата овозможи да згаснат млади животи. Ве молам да не шпекулирате што се случило. Никој нема да ми ги врати најмилите, но правдата ќе мора да се истера до крај и нема да запреме додека не се случи тоа. Јавноста очекува за брзо време институциите да си ја завршат работата и да излезат со конкретни одговори што се случило и дали некој ќе понесе одговорност.